Благодарам, Сашо, благодарам Ина и дечките од Прогрес Институт за поканата. Благодарам на сите што сте тука и гостите и соговорниците. Dear Comrade Evin, Comrade Knut, Comrade Levent, Comrade Jonas, thanks for the constant support. Thanks for always being here in our struggle for freedom and democracy here in Macedonија. Зборуваме за младите. Велат дека една слика 1000 зборови. Јас денес немам слики, што често знам да ги вадам во собрание, меѓутоа ќе се обидам со отприлика 1000 зборови да ви доловам барем 3 слики. Ништо повеќе, ништо помалку. Слика број 1. Младите се невработени. 52% е младинската невработеност во Република Македонија. Младите се иселуваат од Република Македонија. Преку 600.000 граѓани на Република Македонија во изминатите десетици години, од кои мнозинството млади трајно ја напуштиле Република Македонија. Државата старе, младите, особено оние високо образованите, масовно, за жал, се иселуваат. Уште потрагично, околу 70% од младите на сите анкети и истражувања велат дека иднината ја гледаат во некоја друга држава. И сега ако велиме дека иднината на државата останува на младите, а тие млади ја гледаат својата иднина во некоја друга држава, имаме навистина сериозен проблем. Дополнително, младите не ја напуштаат Република Македонија само поради немањето на работа. Ја напуштаат поради немањето на перспектива, ја напуштаат поради хорор условите во средношколските интернати, поради распаднатите тавани, лифтови и храна полна со инсекти во студентските домови, ја напуштаат поради катастрофалното основно, средно и високо образование. Слика број 2. Имаме план како младите да останат тука во Република Македонија. Имаме план како младите од сиромашните семејства во социјален ризик, да им помогнеме да не се чувствуваат поразлични од своите другарки, другари, соученици, соученички, колеги или колешки. Имаме план како младите земјоделци од руралните средини да останат тука, да останат во нивното место на живење, да добијат земја на користење, да добијат повисоки субвенции и да добијат помош при набавка на механизација. Зошто младите од руралните средини да доаѓаат во Скопје, во Штип, во Битола или во Прилеп, или не дај Боже да ја напуштат Република Македонија, наместо да имаат убав живот онаму каде што се родени, израснати, каде што е целото нивно семејство. Имаме план и за подигнување на студентскиот стандард. Студентите не смее да немаат основни, базични услови за живот и да живеат како во хорор филм од Холивуд. Студентите мора да бидат моторот, двигателот на ова општество, така како што се покажаа во минатото, уште посилно да бидат влијателни и носители на промените во иднината на оваа држава. Имаме план и за младите кои сакаат да отворат и да имаат нешто свое. Сакаат да градат собствен бизнис, но не како што досега им нудеа, туку со реална можност за навистина нешто да направат. Владата досега даваше 3000 евра пари како помош за собствен бизнес. Со 3000 евра, верувам, ќе се согласите, не може ни трафика да отворите. Имаме план. Младите да добијат 10.000 евра неповратни пари и да добијат бесплатна канцелариски простори, канцелариски мебел, бесплатна правна, сметководствена, маркетинг и најбитно се предприемничка помош за да можат дополнително да го расшират бизнисот. Целта ни е младите кои сакаат да имаат собствен бизнис да останат тука во Република Македонија. И конечно, имаме план кој ќе го опфаќа, да не речам сите, но мнозинството на млади луѓе во Република Македонија. Со гаранцијата за млади, или младинската гаранција, која ни е превземена од нашите сестрински партии, државата ќе гарантира на младиот човек дека по завршување на образование ќе добие 3 опции. Државата да му гарантира вработување,
државата да му гарантира пракса или дополнително дообучување во вид на изучување на странски јазик или компјутерски вештини. И трета опција, државата да му помогне на младиот човек да продолжи со образование. Со крајна цел, државата да гарантира дека младиот човек по завршување на образование нема да седи невработен дома, не знаејќи што да направи со себе. Тоа беше сликата втора, ја слушнавте и сликата прва. И некој ќе праша: одлично ова звучи, но како ќе се оствари, особено делот за младинска гаранција? Зарем нема тоа навистина скапо да чини? И ќе ви одговорам веднаш: ќе чини скапо. И ќе бара сериозни средства од буџетот на Република Македонија за гаранцијата за млади да се оствари. Меѓутоа, од друга страна, економистите може и подобро ќе разберат. Државата губи пари со тоа што млади луѓе седат дома невработени. Прво, државата инвестирала во нив. Инвестирала во основно образование, во средно образование, инвестирала во нивно високо образование. Тие млади луѓе, кога се невработени, не плаќаат данок и не плаќаат придонеси во државната каса. Државата тие пари ги губи, а може да ги заработи. Од друга страна, кога државата ќе одвои средства, со тие пари ќе поттикне вработување на младиот човек. Младиот човек ќе се вработи и потоа од неговата плата, по основ на даноци и разни давачки, повторно ќе го полни буџетот. Повторно буџетот ќе има пари, повторно за младинска гаранција, која ќе помогне на една друга генерација, која ќе се вработи, повторно по основ на даноци и давачки ќе го полни буџетот и повторно парите ќе одат преку младинска гаранција за следната и следната и следната генерација, се додека има потреба во Република Македонија. И слика број 3. Првата слика е сива. Првата слика сите сакаме да ја заборавиме и да ја оставиме во минатото. Првата слика сите сакаме никогаш во Република Македонија да не се повтори. Втората слика не е сива, колоре, дава некоја надеж. Меѓутоа, третата слика, сите заедно мораме да ја го дадеме шаренилото. Третата слика сите мораме да ја направиме реална. Третата слика во мојата глава е како младите работат, заработуваат, градат кариера, градат бизнис, кој што ќе биде расширен и на европско и на светско ниво. Младите работат, заработуваат, градат семејство, градат собствен дом и имаат убав живот тука во Република Македонија. За оваа слика да стане реалност, сум потребен јас, сте потребни вие, сме потребни сите ние заедно. Младите заслужуваат да останат во Република Македонија и ние сме должни да им помогнеме и да им го обезбедиме тоа. Благодарам.